Чао! Денес ќе правиме едно многу интересно јадење кој може најчесто да го сретнете по кинеските ресторани. Денес ќе правиме сладко кисело пилешко. Потребно е да земеме едно парче стек, го ставаме на работната даска, ставаме малку масло во тавчето и бидејќи за овој рецепт ни е потребно и малце ориз, ставаме едно тенџерче со вода да се загрее додека стекот се пржи. Сакаме сето тоа убаво на крај да изгледа, затоа ќе почнеме да го сечеме стекот на малку покрупни парчиња. Бидејќи останатото овоше што следи во сладко киселото пилешко, ќе го сечеме на коцкици, сакаме и стекот да одговара на целата текстура. Откако стекот го исечкавме, ќе го ставиме во загреаната тава. Малку промешуваме повремено. А во меѓувреме може да го исечеме зеленчукот. Што ни треба за овој рецепт? Ни треба еден морков, можеме да ставиме црвена пиперка и можеме да ставиме зелена пиперка. Кога сите бои ќе се измешаат заедно со ананасот, кој е клучната состојка на овој рецепт, а може дури да додадеме и малку јаболка, сето тоа многу убаво ќе изгледа. Морковот ќе го сечкаме на крупчиња, не толку тенки. Зашто го правиме ова? Морковот кога ќе го пропршиме малце, тој ќе добие боја, меѓутоа ќе остане уште тврд, бидејќи таква е структурата на морковот. Овој рецепт бара и малку варење на состојките. Тоа соврши да ќе се склопи со вкусот на морковот, бидејќи малце ќе омекне и ќе биде многу пријатен за жвакање. Сите состојки може да ги најдете свежи на било кој пазар или некој локален маркет. Крупчињата ананас можеме да го исечеме на 4 или на 8 дела. И тоа е состојката што ќе го даде главниот вкус на јадењето што го подготвуваме денес. Кога готвам со јаболко, секогаш сакам да ја задржам кората. Меѓутоа ако мислите и ако сметате дека треба јаболкото претходно да се излупи, апсолутно можете тоа да го направите. Стекот е убаво пропржен, убаво заруменет. Овошјето зеленчукот веќе ги сековме. Можеме да одиме на следниот шекор, а тоа е од тавчето го вадиме пропржениот стек и го ставаме на едно тањирче. Гледаме малце да оставиме од маслото што го искористивме и од маснотиите што ги пушти стекчето, бидејќи ќе го реискористиме истото тавче за подобавашниот дел од рецептот. Го враќаме на оган тавчето и сега од исецканите зеленчук и овошја, прво го ставаме морковот и пиперките 1 минута да се пропржат. Во меѓувреме можеме да ги спремиме останатите состојки кои ни требаат, а тоа е сокот од конзервата ананас, 3 лажици шеќер, 1 коцка пилешка супа и ова е пченкарно брашно или пченкарен скроб. Тоа ќе го искористиме за да можеме смесата на крај од водата што ќе ставиме од ананасот и дополнителната вода што ќе додадеме да се скусне и да се поврзе, исто така дава еден многу убав сјај. Потоа земаме ананасот и јаболката, ги додаваме, прилика негде половина конзерва од сокот од ананасот е доволно. А сето тоа го ставаме во... Видете како убаво сега ќе почне да се крчка. Земаме на коцка супа. Исто така додаваме и малку вода. Додаваме шеќер. Додаваме неколку лажици, може и од колку да ставите, јаболков оцет. Ова убаво ќе го промешаме и ќе оставиме неколку минути водата да испари. Кога водата половина ќе испари, ќе го додадеме пченкарното брашно. Бидејќи водата веќе ни врие за оризот, додавам ориз, од прилика 50 до 100 грама е доволно ориз за еден човек, за една порција. Доставаме оризот во завриената вода и додаваме малку сол, но не премногу. Бидејќи сме при крај и половина од водата е веќе испарена, го додаваме пробата брашното и месото што претходно го извадивме и го ставивме на тањирче. Откако ќе забележите дека смесата е малку згустена, исклучуваме рингата и може на страна малку да го ставиме 30 секунди, 1 минута
да се олади и дополнително да се цврсти. Гледаме да не биде премногу цврсто, бидејќи кога ќе го ставиме врз оризот, сакаме од сосот малце да протече низ зрната, за да и оризот малце упие од сладко-киселиот сос. Откако ќе ставиме малку ориз во чинијата, можеме сето тоа да го полиеме со сладко-киселото пилешко. И бидејќи ова е традиционално кинеско јадење, послужуваме со кинески стапчиња. А за сега случај и со една белушка. Пријатен обед!